Кратки најави за денешниот дневник. Туристичката инспекција со апел за користење на лиценцирани туристички водичи во Охрид. При претрез во автокамп во Охрид пронајдена дрога кај 9 лица од Скопје. Најголем интерес за купување на вредните дела на македонските уметници има во странство. Во Македонија интересот е мал. Убавините на Охрид и езерото инспирација за младата поетеса Александра Кочовска. Трамп поднесе тужба против Харис за превземање на финансиските средства од кампањата на Бајден. За најавените и заостанатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Максималната дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Во северозападните и северните предели, како и локално во крајните и југоисточни предели, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со поројни врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во источните, југоисточните и крајните јужни предели на Балканот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 33 степени. Во Македонија во раните утрински часови во североисточните, источните и крајните југоисточни предели врнежите од дожд ќе престануваат и ќе дојде до постепено намалување на облачноста, па во текот на денот насекаде ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и свежо со доумерен североисточен и северозападен ветер со брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 11 до 22 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 23, односно до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во петок и сабота по свежото утро и температура од 14, односно 13 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 28, односно 30 степени. Во недела сончево и потопло време со пораст на температурите. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени.
Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А млечниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Туристичката инспекција на општина Охрид со засилени контроли. Во повеќе наврати туристичките инспектори констатирале непочитување на Законот за туристичка дејност и нелиценцирани туристички водичи кои водат групи на разглед во Охрид. Во екот на главната туристичка сезона, туристичката инспекција во рамки на одделението за инспекцијски надзор при општина Охрид има зголемен обем на работа. Покрај редовната контрола на туристичките објекти, редовно се контролираат и туристичките водичи, кои водат организирани групи гости. Во последниот период, како дел од теренските активности, во повеќе наврати, туристичките инспектори констатирале непочитување на Законот за туристичка дејност и нелиценцирани туристички водичи кои водат групи на разглед во Охрид. Со цел да се спречи ваквата појава и да се избегне изрекување на казни, се упатува апел до сите странски туроператори, домашни туристички агенции, сместувачки капацитети и други туристички чинители кои носат туристички групи на разглед на археолошките локалитети и другите знаменитости во Охрид, задолжително да користат услуга од лиценциран туристички водич. Се очекува од сите вклучени во туристичките дејности да работат согласно законските прописи со цел да се зачува имиџот на Охрид како атрактивна туристичка дестинација, велат од општина Охрид. Работен состанок на представници од Управата за заштита на културното наследство, Националната установа Завод и музеј Охрид и општина Охрид за надминување на проблемите со управувањето со светското културно наследство во Охридскиот регион. На состанокот исто така се разговарало и за реализација на проектите за катна гаража кај пазарот во Охрид, гимназијата и основното училиште Свети Климент Охридски. Во Управата за заштита на културното наследство, веди директорката на управата Весела Чостоева, вчера одржа работен состанок со Коран Патчев, веди директор на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, Кирил Иловски, раководител на секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште, како представник на општина Охрид, и представник од управата Билјана Јовановска, раководител на секторот за заштита, идентификација и користење на културното наследство. На состанокот се разговарало за проблемите кои ги има општина Охрид, особено со управувањето на светското културно наследство во Охридскиот регион, како и со непоставувањето на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, која веќе подолг период не одговара на барањата за добивање мислење за заштитно-конзерваторските услови доставени од страна на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, кои се потребни за изработка на соодветни конзерваторски проекти.
Сето ова укажува на потребата за поголема транспарентност во комуникацијата на институциите за заштита на културното наследство и Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Исто така, на состанокот се разговарало и за реализација на проектите за катната гаража кај пазарот во Охрид, гимназијата и основното училиште Свети Климент во Охрид. Била разгледана и идејата да се покрене иницијатива за измена на планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, како и за усогласување на Законот за заштита на културното наследство и Законот за градење. Информираат од Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Ретроспектива е насловот на најновата изложба на ликовниот уметник стружанецот Даме Затуровски. Струшкиот уметник твори од дете. До денес имал повеќе од 10 самостојни и десетина групни изложби во земјава и странство. Најголем интерес за вредните дела на македонските уметници има во странство. Во земјава е мал интересот за купување на поквалитетни уметнички слики. Ликовниот уметник стружанецот Даме Затуровски ја подготвува најновата изложба, насловена Ретроспектива. Љубителите на уметноста ќе може да видат голем број дела на авторот, од почетоците на неговото творештво до денес. Струшкиот уметник твори од дете. До денес има повеќе од 10 самостојни и десетина групни изложби во земјава и во странство. Јас сум сликар кој се бави со класичен реализам, најповеќе во техника пастел, а на изложбата имат повеќе застапени техники, освен маслото, кое го работам под други услови и затоа не е ни присутно. Иначе има доста слики, бројката ќе биде на изложба во некаде околу 50 до 55 треба да биде, затоа што тоа е ретроспективна изложба и нормално треба да биде застапени повеќе дела за да се види авторот на назад 15, 20, 30 години што работел и колку напредувал или колку назадувал во работата, не? Така да ќе биде доста шарено, доста вака разновидно, па мислам за секој вкус. Најголем интерес за вредните дела на македонските уметници има во странство. Во земјава е мал интересот за купување на поквалитетни уметнички дела. Не стоиме добро, ние сликарите во Македонија, бидејќи луѓето многу не се заинтересирани дали им е скапо, дали нивото на култура не им дозволуваат некои работи да ги купат, затоа што на крај крајава добрите дела се и малце и поскапи се. Не можете вие добро дело за 50 или 100 евра да го продајте, а да речете има многу убава слика. Така да тоа оди доста тешко и во принцип мојот пазар е 95% во Словенија. Тамо ги пласирам делава, тамо имам депо, тука имам депо, па се кој кај се јави, така продаваме. Се сваѓаме. Карактеристично за Затуровски е што слика предмети, портрети, животни, пейсажи, а инспирација е неговата родна Струга. Изложбата ќе се одржи на 2 август во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Убавините на Охрид и Охридското езеро непресушен извор на инспирација за младата поетеса Александра Кочовска. 15-годишната Александра е од Скопје, но летата ги поминува во Охрид, каде твори и зад себе има 2 збирки поезија и краток роман. Ја привршува третата збирка која целосно е посветена на Охрид, за кој вели дека е најубавото место на светот. Младата поетеса Александра Кочовска од Скопје на своји 15 години има 2 збирки поезија и 1 краток роман зад себе. Непресушен извор на инспирација вели дека е Охрид. Нејзината прва збирка поезија Мојот свет, напишана на помала возраст, е посветена на убавините на градот и на Охридското езеро. Во стиховите со еден детски невин сензибилитет таа им се радува на лебедите, охридските цреши, бродовите, тврдината, старите кајчиња, југот кој го бранува езерото. Во моментов Александра ја привршува третата збирка поезија со 30 песни во кои повторно главен мотив се охридските убавини. Охрид според мене е најубавиот град со традиција, култура, значи го посетувам секоја година, летниот период гледам што повеќе да останам тука, така што во Охрид претежно пишувам поезија отколку проза, значи мене лична инспирација ми се природните убавини на Охрид, значи езерото, како што велам и во една од песните кои се посветени на Охрид, значи небото, езерото, ветрот и брановите се едно. Значи тоа синило кога гледам како една целина. Секоја прошетка по пристаништето, кеот, чаршијата, секоја авантура од тврдината па се до Свети Наум за оваа млада девојка се инспирација за творење.
Кога се движам на овие места, јас танцувам со перото, вели таа. Пишувањето е свет во кој се чувствувам слободно и исполнето, раскажува Александра, но понекогаш тоа е свет во кој прибегнува кога не се чувствува прифатено во околината. Нејзиниот роман «Булинг во основното училиште» е инспириран од реални случаи од нејзиниот живот доживеани во основното училиште. Че ме инспирираше всушност мојата вистина. Значи сакам да ја поткренам свеста околу тој проблем, затоа што тој проблем во општеството се запскрива и е табу тема. И мислам дека и во иднина моето прво прозно дело ќе ми биде од помош на многу основци, средношколци, на секој кој го доживеал булингот. Значи навистина е проблемот сериозен, а тивко се говори во општеството, така што мојот прв подолг прозен текст е еден мој кренат глас против булингот. Александра од септември ќе го продолжи своето образование во Средното медицинско училиште Панче Караѓозо во Скопје. Јас сакам медицината и сум возбудена за новите предизвици кои ме очекуваат, вели. Додава дека во иднина се гледа себе си како доктор по медицина, но дека никогаш нема да престане да твори и дека еден ден многу сака да живее во Охрид. Холандскиот филм Млеко победник на овогодинешното издание на Бич Филм Фестивал Охрид. Холандскиот долгометражен филм Млеко на режисерката Стефани Колк ја освои наградата Голем Бран на 7-то издание на Охридскиот фестивал на филм на плажа. Хрватскиот филм Пеликан доби специјално признание во официјалната конкуренција. Наградата Малбран за најдобар краткометражен филм, жирито во состав Ѓоко Симјановски, Веле Митановски и Свето Стефановски му ја додели на литванскиот филм Како да се биде човек, а македонскиот краток филм Прошетка на Елеонора Венинова доби специјално признание. На 4 атрактивни локации годинава на Охрид Бич Филм Фестивал беа прикажани 47 филмови. Фестивалот се одржа со поддршка на Агенцијата за филм на Република Македонија, Министерството за култура и Општина Охрид. При претрес во автокамп во Охрид пронајдена дрога кај 9 лица од Скопје. На 22 јули во 23 часот и 45 минути полициски службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид лишиле од слобода 3 лица на возраст од 18 години, 4 лица на возраст од 19, 20, 23 и 28 години и двајца малолетници, сите од Скопје. При претрес во камп Приколка во автокамп на брегот на Охридското езеро, која користеле, извршен со судска наредба, биле пронајдени одземени 23 пакувања со бела грудчеста материја, повеќе метални кутии со бела грудчеста материја, марихуана и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. Судија на претходна постапка при Основен суд во Охрид на полнолетните лица им одреди мерка притвор во траење од 30 дена, а по целосно документирање на настанот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Авион се излизгал од пистата во главниот град на Непал, Катманду, и се запалил. 18 лица загинале, пилотот единствениот преживеан. Според информациите, во авионот имало 19 лица, 2 членови на екипажот и 17 техничари од авиокомпанијата Saudi Airlines, кои требало да извршат поправка на авион на аеродромот во градот Похара. Пилотот бил пренесен во болница со повреди на окото, но неговата состојба не била опасна по живот, изјавил лекар од болницата. Авионот ненадејно се превртел за време на полетувањето и со врвот на едното крило удрил во земјата, пошто се запалил и се срушил покрај пистата. Не е јасно што ја предизвикало несреќата. Во Катманду е сезона на монсунски дождови, но во моментот на несреќата не врнело, но сепак видливоста била слаба, изјавил шефот за безбедност на аеродромот во Катманду. Францускиот претседател Емануел Макрон нема да именува нов премиер пред почетокот на Олимписките игри во Париз. Сега мора да се концентрираме на Олимписките игри. До средината на август не е добро да се менуваат работите, кажал Макрон, додавајќи дека за премиер ќе именува личност која ќе има најширока можна поддршка. Во интервју за францускиот јавен телевизиски сервис Франс 2, Макрон изјавил дека бидејќи никој не освоил апсолутно мнозинство на изборите, ничија програма не може да се спроведе ниту на Новиот народен фронт, ниту на мнозинството во заминување, ниту на републиканската десница. Ова доаѓа откако левичарската коалиција Нов народен фронт, која победи на изборите, за нов премиер ја предложи 37 годишната економистка и јавна службеничка Луси Кастет, која работи во борбата против даночната измама и финансискиот криминал и е против пензионирањето на 64 години.
Најмалку 6 лица загинале, а 7 други се водат за исчезнати, откако рибарски брод со 27 членови на екипажот, кој пловел под знамето на Света Елена, потонал во близина на Фолкландските острови. Според Sky News, 14 од 27 членови на екипажот на бродот биле спасени и се пренесени во болница. Во спасувачката акција биле вклучени хеликоптер, авион и неколку бродови. Потрагата по исчезнатите продолжува. Трамп поднесе тужба против Камала Харис поради превземање на финансиските средства од кампањата на Бајден. Во тужбата до Федералната изборна комисија, кампањата на Трамп ја обвинува Харис за кршење на сојузните закони за финансирање на кампања со тоа што го заменила името на Џо Бајден со своето, како би ја презела контролата над средствата од неговата кампања, пишува Guardian. Ова е многу повеќе од прикриен прекумерен допринос од 91,5 милиони долари од старата кампања на Бајден за новата на Камала Харис. Овој потек ги смејува нашите закони за финансирање на председателска кампања, било наведено во жалбата на 8 страници. Харисовата кампања тужбата ја смета како лажен правен обид на Трамп, со напомена дека одборите Бајден и Харис секогаш биле овластени одбори за двајцата. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!